Добро утро, колеги, до вас во студиото и добро утро до нашите гледачи. Во време кога се шират информациите, дури со еден клик, радиото се уште останува медиум од доверба и медиум кој што создава блискост. Токму по повод денешниот ден, светскиот ден на радиото, решивме да го посетиме Сити Радио, каде што ќе можеме да видиме каква е атмосферата кога се работи, но воедно и нешто повеќе за овој традиционален медиум радиото ќе напоменаме во продолжение. Ово утро да и посакаме добро утро на Сања од Сити Радио. Добро утро, ти благодарам на поканата и многу ми е драго дека пак сте тука кај нас. Драго ни е и нас што имаме можност да бидеме тука во една убава атмосфера. На самиот почеток значи ли овој ден нешто повеќе за вас, светскиот ден на радиото? Па види, значи, не знам, значи најверојатно, затоа што кога си толку многу долго во радио и го работиш ова, кога има ден да се одбележи, се трудиме програмата да биде малку поразлична и баш да го одбележиме денот, таков и денешниот ден. И имаме сериозно добра програма подготвена, заради тоа што некако убаво е да си имаш празник на радиото, ете така ќе кажам. Убаво е да си има празници повеќе. Одговорна ли е вашата професија да се биде радиоводител? Колку е одговорна? Исклучително многу, да не ти се верува колку многу. Важноста на она што го правиме на радио е важно заради тоа што е исклучително важно и сериозно треба да се свати, затоа што ова е проток на информации. Секојдневно ние сме програма во живо или секој ден и така натаму и одговараш и стоиш позад информациите кои што ги кажуваш. Некогаш пренесуваш информации, некогаш пренесуваш став и мислења. Не за џабе кажуваат дека радиоводителот и водител пред се е креатор на јавно мислење. И ако веќе застапуваш еден став и едно мислење, тогаш тоа треба да е поддржано. И одговараш за насмевката на луѓето. Јас секогаш кажам дека сакам да бидам таа што ќе ги насмее луѓето на радио, дека ќе им бидам сонцето и кога е најоблачно надвор и одговорен си за нечиј ден како ќе помине. Кога те слуша, треба да му ја дадеш убавата енергија. И мислам дека тоа веќе добро го правиме. Напоменав и во самата најава дека живееме во еден дигитален свет, кога буквално информациите ни доаѓаат со еден клик. И според мене радиото сепак останува медиум кој што создава блискост и доверба, но кое е вашето размислување во време на подкасти, портали, каква е местоположбата на самото радио? Па види, ќе се вратам неколку години назад, кога беше нели COVID-19, пандемијата и така натаму, кога се случуваат тие неколку години, мислевме дека радиото како медиум ќе згасне, искрена да бидам. Меѓутоа се случи токму спротивното и радиото скокна со слушаност дури и повеќе од она што ние можеби сме очекувале дека ќе се случи. Сметам дека е добро да има и нови медиуми и да останат и традиционалните медиуми, бидејќи подкаст како подкаст обработува една друга тематика, ние како радиоводители обработуваме скроз друга тематика. И подкаст колку ја сакаш ти во кола или на работа да слушаш, сепак ти треба нешто што ќе ти биде во позадина, ќе ти прави да ти биде пријатно. Подкастот мора се сконцентриран, бидејќи таму има тема на разговор, така е тоа интервју, а ова е нешто кое што е тековно и кое што ние се трудиме да бидеме неприметни, а да те бидеме другарот низ целиот ден. И затоа сметам дека радиото не е загрозено од новите кликови, линкови, сајтови, TikTok профили или пак подкасти, заради тоа што мислам дека да сите нас има место во тој дел и во тој свет. Генерално, каква програма се подготвува во вашиот работен ден, но и што ќе се издвои по повод денешниот ден, светскиот ден на радиото? Дали можеби ќе има некоја мала разлика? Ќе има малку поголема разлика. Покрај тоа што имаме многу од нашите пејачи кои што имаат неколку изјави дадено за радиото и конкретно за Сити Радио и по повод денот на радиото, решивме денес да пуштаме како звучи бекстејдж или позадината на радиото, она што вие не го знаете, кога ние снимаме реклами, джинглови, кога се нервираме и кога тоа не оди 10 пати го повторуваш и тие се едни интересни гафови и случки на сите водители во Сити Радио кои што не ги знаете, а денес ќе ги слушнете на радио. Ќе издвоиме интересни моменти каде што не знам. Не ти оди, едноставно 10 пати истиот збор не можеш да го кажеш и се нервираш и тие се интересни гафови и денес ќе ја слушнат слушателите на Сити Радио, ќе ја слушнат таа друга страна на работењето во радио, она што вие не го слушате и не го гледате, а некогаш можеби интересно ете така да го представиме. Пред самиот крај, колку радиото е привлечно за млади луѓе, да работат млади луѓе? Еве можевме да видиме подмладок во Сити Радио, под тука и прашува. Привлечно е за, знаеш, јас секогаш кажувам дека радиото или го сакаш или не го работиш. Не постои опција да дојдеш тука да работиш за плата или за не знам за наградување и бонуси. Тоа секако следствено доаѓа со годините, меѓутоа младите луѓе сакаат да доаѓаат во радио да работат, бидејќи се уште е мистерија како изгледа студио на едно радио и како се работи. Одговорноста е голема и
не секој може да се задржи на тоа ниво и на ниво на задачата, како и во секоја професија, така и тука. Меѓутоа, интересно е заради тоа што ова е еден друг вид на професија. Секогаш кога раскажувам за радио, дури после 15 години тука, секогаш се смеам дека не знам, секој ден ти е различен. Неверојатно е дека еви младите луѓе кои што доаѓаат сега ми викаат како е можно секој ден кога ќе дојдеш ти да си различен и да си насмеана на радио. Викам луѓе, многу е едноставно кога го сакаш тоа. Нема некоја друга филозофија. И мислам дека не само што е привлечно, туку и треба да има млади луѓе. Јас едно време бев подмлада од нас и ти не е веќе така. Сења ти благодарам многу што не прими овде, што имавме можност на еден ваков убав начин да го одбележиме денешниот ден. Ти благодарам и на тебе и се надевам дека ќе се слушнеме на радио. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека навистина беше интересно во вклучување за гледачите и се надевам дека достојно го одбележавме денешниот ден со овој разговор, односно светскиот ден на радиото.